Добар ден, драги дечиња, јас сум учителка Радка Блажевска и доаѓам од градинката 8 март од Скопје. Денеска сакам да ви раскажам една приказна предсепоучна за пчелата Тони. Значи денеска се запознаваме и со пчелите. Па да започнеме. Тони беше пчела и живееше во голема кошница со своите родители. Тони беше многу грижлив и сакан. Неговата мајка се викаше Маја, а неговиот татко се викаше Тончо. Тони полека порасна во голема пчела, а со него растеа и неговите желби. Тони беше научен да добива се што ќе посака. Неговите родители почнале да се грижат, дека веќе не можат да се спротивставуваат на сите негови желби. Тони веќе беше голем и мораше да разбере дека не може да ги задоволуваат неговите родители сите негови желби. Еден ден Тони отишол ке своите родители и им рекол: "Сакам нов пар чивли, но не обични чивли, бидејќи обични чивли носат само обичните пчели. Јас сум Тони и сакам чивли врзани со врвка од зимзелено дрво." Тогаш неговите родители се обиделе да му објаснат на Тони и му рекле: "Тони, не можеме да си дозволиме да ти купиме такви чивли. Тие чивли чинат дури 3 пити со мед и тоа е навистина многу. Ние немаме, Тони, толку многу мед. Ајде да ти донесеме чивлички како што носат и останатите пчели." "Не, направете го тоа. Јас ги сакам тие чивли. Пчела како мене треба да ги добие токму тие чивли што ги сака. Колку пити мед и да чинат, воопшто не ми е грижа. Дајте се од себе и донесете ми ги тие чивли," рече Тони и ја напушти корпата за пчели. По разговорот со Тони, очите на мама Маја биле исполнети само со тага. Мама Маја ја извади својата убава бисерна шнола од својата коса и ја ставила во својот џеб. Тогаш мама Маја се упатила по патот кој што води кон шумскиот пазар. Веќе наредниот ден, тато Тончо се врати дома со прекрасен пар чивли, односно со чивлите кои што ги сакаше неговиот син Тони. Тони се радуваше толку многу, што веднаш ги облече и почна со нив да скока. Мама Маја и тато Тончо се гледа и се грижа во своите погледи во еден глас изговорија: "Како ли ќе се извлечеме ние од тука?" Наредниот ден Тони реши да прошета низ шумата, се разбира со своите нови чевли, дечиња. И така шетајќи Тони ги запозна Калинка и Гого. Гого беше мала бубамара која на своите крилја имаше по 3 црни точки. Тони ги погледна Калинка и Гого и забележа дека се боси. "Ха, па тој нема чивли," си помисли Тони. Тогаш Тони му се обрати на Гого. "Еј, Гого, каде се твоите чивли? Како тоа одиш бос? Погледни мене, погледни ги моите чивли. Тие се направени специјално за мене, од најсилните зимзелени лисија," и рече Тони гордо на својата мала пријателка бубамарата. Гого погледна во своите нозе и срамежливо му се одбрати на Тони. "Јас и мојот брат Тони имаме само еден пар чевли. Еден ден ги носам јас, а наредниот ден веќе ги носи мојот брат. Денеска е времето ладно и му ги дадов на мојот брат да ги носи чивлите.
за да не му е ладно на неговите нозе, бидејќи тој е се уште мал. Тони бил многу зачуден од разговорот со Гого, но сепак не рекол ништо. Така Тони продолжил по патот кон својот дом. Кога пристигнал Тони дома, неговиот татко го чекал и на вратата му дал сламена капа, која требало да ја носи додека собира полен, а капата да му ги штити очите од силните сончеви зраци. Што е тоа? Праша Тони. Што е тоа капа? Од обични сушени лисја? Не. Не ја сакам јас таа капа. Јас сакам мојата капа да биде изработена од специјални лисја, од лисја од лоза. Сега оди, тато, и да ми купиш токму таква капа. Бидејќи таа капа чини само 2 пити со мед, а тоа не е многу, му се обрати Тони на својот татко. Таткото на Тони си ја наведна главата и излезе од вратата на пчеларникот и се упати кон шумскиот пазар. Тони зеде еден лешник и почна да го брише, а потоа зеде и зрно грашак. Леле, овие игри ми се многу здодевни, си помисли Тони. Ќе одам да ја посетам светулката. Но светулката живеела од другата страна на шумата, а тоа било далеко дечиња. Така Тони, одејќи по патот кон светулката, стигнал и до пазарот. На пазарот го видел својот татко, кој што бил застанат на еден од тамошните шатори. Што ли прави овде татко ми? Па да, секако. Тој е дојден за да ми купи шапка. Тони со задоволство забележа и пошол да погледне и одблизу. Тато Тончо го извадил часовникот од својот джеб и му го дал на продавачот. А за возврат продавачот му дал 2 пити со мед на тато Тончо. Па тоа е часовникот на дедо, извика Тони. Неговиот дедо некогаш бил важна пчела. Храбра, честна и добронамерна. Тони го сакал многу и му бил омилен дедо. Зошто го продава тато часовникот на дедо? Дали е поради мојата шапка? Не, извикал Тони. Не е часовникот на дедо. Истрчал Тони и стигнал ке тато Тончо. Тато, јас повеќе не ја сакам таа шапка. И твојата шапка е убава и ќе ја носам. Погледот на тато Тончо блескал од среќа и гордост. Ги вратил питите со мед на продавачот, а со тоа го вратил и часовникот. Тончо го погледнал својот син и му рекол: Ајде, синко, време е да си одиме дома. Мајка ти не очекува на вечера. Тато, иди ти дома, јас ке одам по другата патека. Имам една важна работа. Му се обрати малата пчела Тони на својот татко, гушкајќи го во прекратка. Тони се упатил кон блискиот бунар. Еден од неговите пријатели живеел таму. Кога стигнал таму, Тони затропал на вратата. Чук, чук, чук. А неговиот другар му отворил, а Тони му рекол: Другар Гого, земи ги овие чевли, за да можеш и ти и твојот брат да имате чевли секој ден. Јас имам и други чевли дома. Вие знам дека имате само еден пар чевли дома, рекла малата пчела Тони на својот пријател бубамарата Гого, додека ги триела своите боси ночиња. Тој ден, драги дечиња, малата пчела Тони научила да ги цени вредностите и квалитетите на работите, што не ги ценел претходно. Драги дечиња, тука завршува приказната за пчелата Тони. Јас сега сакам
Исто како што правиме ние впрочем и во нашата занимална, кога ќе завршиме со обработка на текстот, низ мали куси прашања, да ја повториме содржината. Значи, јас ќе ве оставам со вашите родители да си повторите за приказната низ неколку прашања. А тоа е, за кого ни се раскажува во приказната, што беше Тони, со кого и каде живееше Тони, кои беа другарчињата на Тони, што најпрво посака Тони да му купат неговите родители, потоа, што второ посака Тони да му купат неговите родители, што мораше да продаде тато Тончо и мама Маја за да ги исполнат желбите на Тони и што му подари Тончо на своето другарче бубамарата Гого и зошто. Значи, како правиме ние? Мисли, мисли, мисли и одговорче смисли. Значи, домче, повторувајте. И на крај се разбира, повторно како што правиме во нашата занимална, сега денеска, бидејќи учевме за пчелката Гого, пчелката Тони, вие знам дека сите ги имате овие материјали домча и можете да изработите пчелка. Најпрво од киндер јајце ќе го оформиме телото на пчелката, потоа дали од црн колаж или белки с боите со црно фломастерче или боичка или можете дури дичиња, еве во моментов ми текна со пластелин да ги направите линиите на телото на пчелката и очињата на пчелката, еве ги, и потоа дали од памукче или пак од бел колаж повторно, со помош на лепак можете да ги прицврстите и крилцата на Тони и Тони е спремен за лет од цвет на цвет да собира мед. Довидување, драги дечиња, се гледаме во наредна прилика или уште побрзо во нашата занимални. Ве сакам и премногу ми недостасувате.